Почитувани, владата вчера излезе во јавноста со веста дека ја намалува цената на огревното дрво на македонски шуми за 10% за граѓаните кои не се корисници на социјална помош и 20% за граѓаните кои се корисници на социјална помош, представувајќи го како чекор кој треба да им помогне на граѓаните да обезбедат огрев за престојната грејна сезона по пониски цени. Но за жал, како по обичај, оваа мерка на владата во пракса нема да им помогне на оние за кои е наменета, туку треба само да послужи за маркетинг и гол популизам. Зошто го велиме ова? Затоа што владата напразно ветува поевтинување на огревното дрво, кога во државните складишта нема залихи на огревно дрво, а самите јавни складишта вчера и јавно преку медиумите признаа дека не примаат повеќе нарачки за престојната грејна сезона. Граѓаните што сега сакаат да купат дрва по пониските цени кои ги рекламира владата, ќе останат со празни раце, затоа што државните складишта се празни, а поевтувањето е објавено само еден ден откако складиштата престанаа да примаат нарачки. Ова им оди во прилог само на приватните складишта, каде единствено може да се најдат дрва, но по многу повисока цена. Складиштата се празни затоа што Македонски шуми не го исполнува годишниот план за сеча на огревно дрво и дополнително во месец август имаше информации дека дури имало извоз на дрва во соседна Грција. За оние пак граѓани кои можеби ќе успеат и да најдат огревно дрво во некој од складиштата на Македонски шуми, а се корисници на социјална помош, и вака намалената цена на огревното дрво им е превисока и не можат истите да ги купат. Имено, месечната социјална помош за едно 4-члено семејство во полн износ изнесува 4516 денари. Цената на метар кубен огревно дрво по намалените цени изнесува 1960 денари. Тоа значи да едно 4-члено семејство може да купи 6 кубни метри дабово дрво, колку што е потребно за еден стан од 60 метри квадратни. Ова семејство треба со оваа висина на социјалната помош 3 месеци да не јаде леп, да не одржува хигиена и да не плаќа комунални сметки. Може ли некој од владата да им го објасни ова на граѓаните, како 3 месеци да преживеат без храна за да купат дрво? Оваа мерка е гол популизам и затоа што најголем број од граѓаните кои се греат на дрво веќе истото го имаат набавено. Мерката престанува да важи од 15 април 2013 година, токму кога најголем број од граѓаните започнуваат да набавуваат огревно дрво за наредната грејна сезона. Она што секако нема граѓаните да го дознаат од владата е фактот што огревното дрво во последните 6 години е поскапено за околу 70%. Дури и да го обезбедат намалувањето од 10% за граѓаните, тоа повторно е само обид за замајување на истите, бидејќи тие и во тој случај ќе го плаќаат огревното дрво дури 60% повеќе отколку пред 6 години. Сето ова отвара многу прашања поврзани со игрите на власта со милионскиот бизнис со огревното дрво. Дали е во прашање уште една распределба на јавните добра на партиски членови? Дали до дрва за оваа грејна сезона ќе можат да дојдат само партиските послушници? Дали и сега, како во случајот со земјоделските субвенции, државното земјиште, атрактивните парцели, првенствено на услуга имаат луѓето блиски на оваа власт? Ја повикуваме владата да престане да се преправа дека се грижи за граѓаните, на сите им ја одамна јасно дека таа не нуди ништо освен лажни ветувања.